Дали владата ги копира и надградува мерките на претходната влада пред избори? Ако пред неколку години еднократно се отпишуваа долгови за струја, парно, кредити на социјално загрозени семејства настанати до крајот на 2013 година, сега по долги години протести на незадоволните граѓани ќе се отпишуваат каматите на долговите кои биле дадени на извршител до крајот на 2017-та. Но отписот на камати ќе важи за долговите кон јавни и државни предпријатија и органи, но не и кон приватни фирми како ЕВН, Телеком или деловните банки. Компаниите ќе мораат и да им ги репрограмираат долговите на граѓаните, односно да им овозможат плаќање на рати. Колку е поголем долгот, толку ќе се зголемува рокот на отплата, односно ќе се исплаќа на повеќе рати. Доверителите кои се во државна или јавна собственост по сила на овој закон се должни да направат целосен отпис на каматите и репрограмирање на главниот долг и трошоците во рок од 3 месеци од денот на стапување на сила на овој закон. Новината е што на извршување нема да подлежат приматели на минимален гарантиран приход, а максималната сума што месечно може да им се скрати од сметките на оние со примања пониски од просечната плата или пензија не смее да надмине 1/5. Владата повторно ќе им помогне и на општините. Ќе им ги отпише каматите на локалните јавни предпријатија и ќе им ги репрограмира долговите кон државните институции. За подсетување, владата веќе им даде 50 милиони евра на општините за да вратат стари долгови, но голем дел од нив продолжија неразумно да трошат. Висина на долг и трошоци заедно до 300.000 денари на 12 месечни рати. Од 300.000 денари до 600.000 денари на 24 месечни рати. Од 600.000 денари до 1 милион денари на 36 месечни рати, од 1 милион денари до 3 милиони денари на 48 месечни рати и над 3 милиони денари на 60 месечни рати. Откако вчера извршителите во знак на револт ги затворија канцелариите, министерката за правда вели дека останува на ставот максималната награда да им се скрати од 1000 на 300 евра. Ке се бара став од комората на извршители, но тоа не значи дека нивното мислење ќе биде прифатено, вели Десковска.